Ракот на дојката е на второ место од канцерогените заболувања кај жените, веднаш после ракот на грлото на матката. Од година во година бројот на жени со оваа болест е се поголем, но според лекарите, овој вид на рак, за разлика од другите, има најголеми шанси целосно да се спречи и 100% да се излечи уште на самиот почеток на неговиот развој, доколку навреме се открие. Токму затоа Сдруженијето на жени Китка од Прилеп организираше едукативна трибина за тоа какви прегледи треба да прават жените. Жената треба барем еднаш месечно да ја прави таа самоконтрола. Со допир на дојката, преглед на дворешен и со палпација, односно со пипање на дојката лева, десна, ако напипа. Туме е факт, било каква туморозна формација или грудка, што би се рекло во народот, треба да алармира и да не ја игнорира. За да се помогне во раното откривање на ракот на дојката, лекарите бараат да се намали возраста за скрининг која што ја нуди државата. Со скринингот се опфатени жени од 40 до 69 години на национално ниво, тоа зборувам преку Министерство за здравство, но за жал јас сметам дека треба и порано да се прави скрининг. Затоа што се има заболено од малигно заболување на рак на дојка многу млади жени. Има случаи на 28 години и помлади. Жените велат дека се поголем е бројот на оние кои што се заболени од рак на дојка и дека преку потребни се вакви едукации. Многу, за жал, вистински, значи и во подем се овие заболувања и затоа ние заедно со локалната, а и тие исто се стараат граѓаните нормално да му бидат и здрави. Од здрави граѓани, здраво општество. Тука нема дискусија. И затоа овие едукации ние ги правиме. Од Сдруженијето Китка вела дека и во иднина ќе организираат вакви едукативни трибини се со цел зголемување на свеста кај граѓаните од оваа опасна болест.